Наш гостин во Слободен печат денеска е професор доктор Љубомир Данаилов Фрчковски. Со Фрчковски ќе разговараме за новиот геополитички поредок и како Македонија се снаоѓа во овој биполарен или веќе не толку мултиполарен свет. Ќе говориме за надворешна и внатрешна политика. Добар ден, господин Фрчковски. Добар ден, Асма. Велат, надворешната политика генерално се води како одраз на она што внатре се случува на внатрешната политика. Можеме ли така општо да формулираме каде Македонија се наоѓа тука? Па всушност, кај нас е тоа па е птен доказ дека надворешната политика е израз на внатрешната политика и незиното лутање у таа смисла и колапс фактично последниве години е директен израз на тоа, бидејќи последнава група, генерација на ВМРО-вска политичка елита е птен испразна со политички идеи, и национални, либерални, и граѓански, било какви. Значи, онако, екипата на Љупчо Георгиевски имаше една порака, некоја еуфорична порака во рамките на тоа национално еманципирање на почетокот, дури да е таа погрешна, ја имаше таа енергија во себе. Оваа нема ништо. Оваа е потполно затворена внатре во себе, во една празнотија, и празната тврдоглавост на премиерот која нервира, знаете, одеднаш е агресивно тврдоглавен околу ништо, е израз на таа тврдоглавост околу немање проекти. Негова изјава е дека владата ќе остане позната по проекти и при тоа не знае што кажал. Со проекти се фалат институти или консултатиски куки. Тие може да кажат, направивме оваа година за мъжите клиенти 24 проекти. Владата не е тоа работа. На владата е работа да ефектуира, да реализира програма, може да ја нарече проектна, каква сака може да ја нарече, за бенефит на граѓаните. И кога нема таква енергија на реализација, кога политиката е статус-кво, слаба, кога гние во основа, тогаш се развива внатрешна агресија. Имплодира поредокот. Одеднаш имате агресивност по медиуми, омраза, бидејќи начинот на кој авторитарните влади, какве што е нашата, дури и без концепт, инстинктивно го решаваат тој проблем на немање нормални канали на развој, кај што енергијата се троши на населението, на владата, на политичките партии, трошите енергија во реализација на проекти. Кога тоа го нема, вие мора да најдете компензација, мора да најдете своја арена на судир. И тоа е овој мал фашизам што го нудат они. Тоа е ова псуење по мрежи, омраза, тоа е нервоза, стануваат безобразни во изјавите. Претходно биле шупливи изјавите, сега се безобразно шупливи, сега се избезобразени. Следете го овој Малиов, министерот за надворешни работи, стана безобразен, претходно беше само шуплив, сега е шупливо безобразен. Фатен во лага, нормално која не знае што зборува. И во таа смисла, таа агресија е посебно опасна за нас, бидејќи ние сме мултикултурно општество, ние не знаат за какво општество контролираат, водат. Таа енергија ги провоцираат меѓуетничките односи и во целокупната внатрешна бомбастичност, бомба, надворешната политика е само капак. Они практично сите го чувствуваме тоа понижување во кој не ставија овие 2 години, без било какво знаење, без било каков план што ќе прават понатака. Значи, ако направат блокада на процесот, мора да знаеш што ти е алтернатива. Значи, ако блокираш Европска унија, онда мора да наеш пари од, не знам, Кина, од овој источниот блок на Русија со незините компањи, од Индија, нешто наоѓа, но не можеш ова да го направиш, бидејќи секој пакет од отварањето на Европската унија е негде од 800 милиарда евра проекти пари. Тоа е крајно неодговорно. Човече, ти биди што сакаш, десничар, левичар, центар, анархиста, whatever. Али да ги испуштиш 9-10 милиарди за Македонија во проекти, во процесот на отварање на 10-15 поглавја, значи дека си неодговорен човече кон сопствената земја, кон сопствените играчи. Дека поземуваат пари, велите да најдат од друго место. Милиарда од Велика Британија или од Кина, не знаеме, сега тука е индиската претседателка, можеби баш се обидуваат да најдат некоја алтернатива на Европа. Претходно беше со Америка.
Дали беше фалбата дека сме први во редот со САД? пропадна, Дали продолжуваме со ЕУ и одиме лево или десно? Имаат ли ориентација? Мислите дека малку се дезориентирани? Не, они се целосно дезориентирани. Од таму е таа нервоза. Бидејќи нема пари, они земаат досега, имаат само кредитот од Унгарија. Која Унгарија го испитува? Сега најново. Значи, они немаат други пари. Практично буџетот е во колапс, све во колапс. И кога немате таква политика, енергијата да се врата на судир, ќе ја следите со тоа што они се расправаат само со опозицијата, човече. То единствена ситуација у светски рамки, кај што владата се бави со опозицијата во целиот мандат или во половина мандат, е Македонија. Нема таков друг случај, не верам дека ќе најдат. Они се бав, оти нема развој. И сега кога нема развој, вас ви се случуваат вакви колапси. Десетина општини пијат труена вода веќе долг период. Ви се случува, например, Гостивар ова му е втор пат. Замислите, гостиварци го пиеле ова истово пред 2-3 години. Исто им се случило, ги приклучиле тие пумпите со оваква вода. Тоа значителна сума на пари добија за тој. Не само пари, него немање желба да се бават со владење. Они треба да владеат, че они имаат мандат да владеат, не да се бават со опозиција, со која каква сака нека опозиција. Тоа не е нивна задача. Нивна задача е да владеат, например, отвараат, речеме, мрежи на пречистување на ѓубре, фабрики на пречистување, или градат адхок населени мали места за да ги приберат собствените граѓани кои живеат во фавели. Битола, Струмица, ромите во Веле, Скопје, Тетово. Или ги регулираат нивниот престој, личните карти. Луѓето имаат проблем со дефиницијата. Се бавите со нешто со што останувате запамтени како влада која работи нешто. Или наоѓате пари од овој систем, се бавите бранејќи ги националните интереси. Значи никој не вика не ги браните националните интереси, а нема да имате глупава лузерска политика со која националните интереси ќе изгубат практично највеќе. И ВМРО во таа смисла се предавници на македонските национални интереси и као такви ќе останат забележени. Тука нема дилема, посебно со овој спор со Бугарија. Тоа е катастрофа. Македонија е заложник на Бугарија или на собствените политички лаги? Не, она е заложник на собствените политички лаги дефинитивно, бидејќи концептот со Бугарија, ако го прочитате, значи под услов да го прочитате. Ако не го прочитате, можете да зборите како ти со Бетмен. Ама ако го прочитаат текстот, тогаш му е јасно дека таму пишува нешто што овој министеров наш надојшни работи после 2 години лажење го утврдува дека вториот протокол, односно протоколите не се дел од преговарачката рамка. Ние умало викавме за глувите или за глупите петок. Значи им даваш недела дена да разберат за што се работи. Но овие 2 години им требаше да разберат елементарна работа, односно она што го манипулира, што го лаже да го признаат, а тоа е дека протоколите не се дел од преговарачката рамка. Што тоа значи? Тоа значи дека преговарате во рамките на преговарачката рамка. Протоколите се нешто друго. Од нив не може да произлезе ништо за преговорите во преговарачката рамка. Ни да те фалат, ни да те кудат, ни петка, ни кец. Значи не може ни вето, ни да те фалат, да речеме одлично беше ова суд. Ништо. Тоа е посебна трачница на шина за преговори која нема врска со ова. Што значи вето од тамо не може да произлезе. Не може да произлезе друго вето. Сега вето може да произлезе од Данска, од Холандија, кој знае кој може вето да стаи. Тоа не можете да ви гарантира дека не може да имаат право на вето европските земји. И готово. Може Бугарија, веројатно. Бугарија, кој сака може да стаи, али од преговорите, од протоколите не може. Од протоколите максимум што може да се направи е да напишат негативен репорт. Не сме задоволни од тоа како преговарала комисијата, македонската страна во комисијата и толку. Го доставуваат, тоа е како те тужам ја кај учителката, дека пушите. Кај пушевме ние од И сега не може од Јосиф Брос Чамо, карши и они те кара. И учителката те кара, али што ќе те кара, ти си одличен, све петки. Дали тоа може да биде причина да речат ние заради ова ќе ставиме вето? Не може да биде причина заради протоколот, исклучи го тоа. Тоа не може да се случи. Лошо, добро сме преговарали у преговорите. И сега што е безобразлукот? МС Кабајат лажеш 2 години дека можат вето да стават и бараш гаранции, непотребни гаранции, никој не може да разбере што бараш.
и затоа те понижува, те трга на страна и ти вика, бе, сега имаш услови, не можам со тебе да разговарам, ти не знаеш што сакаш. Тоа ни викаат нас. Туку безобразниот мал министер, освен што не знае, што нема признае, он го нападна, го направи лом. Османи, зашто си изгубил Чаир? Ти вика, не можеш да збориш, зашто си изгубил своје мало. Како е да бе? Ало? Мислите дека знаеа, но претендираа да прават, како да кажем, политичка кампања за да дојдат на власт, или сега го сознаа тоа? Или свесни беа дека... Не верувам дека се они толку глупи. Мора да прашат некого, ќе им каже, дека не, ќе ги заанализира некој. Меѓутоа тоа не може да го прифатат, бидејќи е тоа политика на ЗАЕФ и на СДСМ. Они треба да речат, видите, ние продолжуваме оваа политика, ова е одлична. Таа ги брани национални интереси, што е све тачно. И ние продолжуваме тоа, за џабе зборевме пред изборна кампања, било што збореле не е важно. Во овој дел нема да си играме со национални интереси, ќе ги продолжиме. И сега ние ќе бевме пред Црна Гора, внатре, и ќе ги повлечевме парите кои ги повлекеме во пред преговарачките фондови. Тоа ќе беше сега ситуација и потоа ќе се расправа со опозицијата, со што сакаат нека се расправа. Дали ова значи дека прават пресвртница во надворешната политика, дали ова значи ова изјава на Муцунски дека не е дел од преговарачката рамка протокол 2 е пресвртница во надворешната политика, нова иницијатива, или што би значило? Зошто би го направиле овој потек? Не, тоа е празна изјава на човек кој е небитен во таа ситуација. Тој не Дали мора пред ЕУ сега да бидат јасни дека ние го прифаќаме францускиот предлог, дека овој дел останува билатерален со Бугарија и да туркаат билатерализацијата како проблематична, а дека фактички францускиот предлог сега е прифатлив пред европјаните. Нема тоа да го кажат. Ниту пак министерот за надворешни... Дали таму ќе го кажат во Брисел, дали пред Брисел се јасни сега? Не ми е јасно тоа. Тешко ќе биде затоа што, знаеш како сега е целата приказна спасување на нивниот образ. Мораш да земеш во обзир дека се во офсајд отидени скрос, заглавени и се они не може да кажат види ова, како овој што каже, како што министерот што им излета. Така што они не може тоа да го кажат, туку ќе бараат на моје мислење на некој начин некоја изјава, на пример Радев им вика. Изјавата на Радев е дека уставните промени се единствен услов. И сега гледај нашиот што им вика, на таква изјава, чиста изјава, дека само уставните промени се доволни. Он дава ваква дополнителна изјава. Ако е така, ајде заедно, ние и Бугарија, да одиме со резолуција во Советот во Советот на Европа, валја, во кој заедно ќе признаеме постоење на македонскиот народ и македонскиот јазик. Види, будала. Се овој ти кажува нешто што бараш, гаранција, ти ја дава председател на држава. И то директниот опонент. Ти го кажува тоа. И ти за тоа да не го прифатиш, одиш со глупа идеја, бараш сам се понижуваш себе, некоја те признава преку резолуција, дополнителна, бла-бла, кој е тоа све завршено. Самиот предлог, тоа е све завршено. Ти го актуализираш наново, дека не те признаваат ни јазик, ни нација, па со резолуција бараш дополнително те признаат. Да, но со оваа изјава сега навлекува критики на оние кои што во времето на францускиот предлог беа против СДСМ, Османи и оваа политика. Сега таа теза фактички ја замени на Муцунски тезата на Османи. Сега они се изложени на критика на собствените кругови кои што ја критикува францускиот предлог. Па можда, меѓутоа тоа се брлјотини внатре во ВМРО-вскиот камп, тоа никого не интересира. Меѓутоа, она што нас не интересира е што со нивното пропагање и глупости они ја влечат државата. Инаку, знаете, пропагале различни влади, но не биле вака зачамчени за целокупната сиромаштија. Ние сме практично сиромашна земја сега. Од прва постанавме последна. И они не знаат да менаџираат со таква земја, они ја упропастуваат. И сега, нивното пропагање е практично интерес за сите нас. Баш не е било гајле што се случи во ВМРО-вскиот камп. Што сака нек се случува, никому не гај. Али држава ја влечат надоле, а грабнале ја влечат надоле. Тоа е проблемот. Професоре, имена иницијатива до Уставниот суд околу проверка на уставноста на протоколите. Што тоа би значило правно и политички и за владата и генерално, ако Уставниот суд сега каже да, тоа
не е важен протоколот за внатрешниот промет во државата и што тоа? Тоа може да се искористи као став дека за Бугарија не верувам дека значи нешто, но дали има некакво влијание врз натамошниот тек на движењето кон него? Не можам да бидам сигурен каков, не знам што е, на која основа се оттужени пред Уставниот суд практично протоколите, бидејќи тоа зона на извршна политика, таа не е врзана за никаква дури и самата промена на Уставот има процедура на промена на Уставот и тоа не е прашање на Уставниот суд не може да ја промени процедурата за промена на Уставот. Може да оцени дали е коректна согласно тоа што пишува во Уставот или не, меѓутоа не може да ја промени. Ако одлучат да го менуваат Уставот, во согласно со процедура ќе го променат и готово. Не знам што е зоната на обвинување, така што шпекулираме на памет, но не мислам дека тоа на нормативно прашање, во смисла законодавно прашање, тоа е прашање на компетенции на извршната власт. И таму останува. Таа може тоа да го направи, може да формира комисија за расправа за историјата, не може тоа да се петрифицира, се скамени, ниту може да речеме уставно е дефинирана границата на слободата на изразување со говорот на омраза. Говорот на омраза не е слобода на изразување, него е напад, дискриминацијски напад на етничката или идентитетската структура на другиот. И во тоа смисла тие се зони, значи говор на омраза, расистички говор, дискриминаторен говор и повикување на насилство не се зони на слобода на говорење. Не може тој дел од протоколот која се бара, да речеме да го отушат на Уставниот суд. Не знам, према тоа не знам што би била содржината на таа тема. Ајде излеземе малку надвор, бидејќи очигледно говориме за геостратегија за нашата тенденција да бидеме членка на Европската унија, колку искрено владата сака да биде членка на ЕУ или не, бидејќи се случуваат геостратешки промени во светот и вие пишувавте две колумни околу тоа дали сме пред нов светски поредок, улогата на САД, чадорот врз Европската унија, дали, ќе почнеме обратно, дали Европската унија во ваков контекст е се уште атрактивна за членување и дали безбедносниот фактор го заменува оној друг, како да кажам, услов на исполнување на некои стандарди, демократски стандарди за членство во Унијата. Кои приоритети сега ги има ЕУ? Јас мислам дека од оваа криза која предизвика повлекувањето практично на САД, од она што беше нивно присуство во она што они го нарекуваа поредокот заснуван врз принципи и врз норми, не го викаа никогаш меѓународно правен поредок, туку поблаго, поредок заснуван на норми, дополнителното повлекување нивно, просто самоубиствено повлекување на нивна штета, но сега таа не е наша тема, и повлекувањето и критика на европските сојузници од НАТО, Европската унија може да го искористи за своја консолидација на многу позитивен начин и моје мислење е дека тоа она ќе го направи, тоа е голема шанса за неа, бидејќи не е здраво да се подпирате толку многу на некој трет, еве сега тоа што значи во безбедносната архитектура. Добро е тоа што го направивте, иако изгледа како милитаризација на Европската унија, кога имате нов буџет од 800 милиарди евра околу тоа. Они ќе направат две работи, мислам, корисни за сега за нас, кои се приклучуваме кон Европската унија. Таа консолидација. Инаку, само малку да направиме пауза, малку е распната, не можеме НАТО сега до крај да дефинираме кај ќе тргне, бидејќи НАТО е посебна приказна, сад сакам да кажам една нотка за него, е распната меѓу Марк Руте и премиерот на Канада. Премиерот за Канада е за една кохеренција на НАТО со убедливо намалена улога на САД, кој нејзин предводник, и тоа оди Франција, Германија, практично поголемиот на Европа одат зад таа Марк Керни логика, а од другата страна Марк Руте е една, не можам да проценам дали он има вистинска тежина во НАТО како опција,
на врзување повторно со САД и лигавење со Трамп. Тоа е нормално, тоа почнуваат да го критикуваат новинарите, што значи таа лигавост кон неговите политики на Марк Руте, станува одбивна фигура, но не знам дали има влијание внатре како концепт во НАТО. Мислам дека него му дале улога да ја држи таа линија отворена колку што може, дури и со жртвување на собственото достоинство и достоинството на НАТО во еден дел како политика. Мислам дека они ќе се кохерентно ќе се збијат. Да ти одговорам на прашањето, тоа е уште поатрактивна политика за нас за влез. Значи, во таа смисла, она се консолидира околу собствените принципи, па и својата безбедносна архитектура. Две работи ќе направи кои ќе имаат импакт врз нас. Првата помалку, тоа е фортификација и замена американците на границата кон Русија. Значи, од Балтичките земји до доле до Турција. Со нови сили, со нова една ракетно покривање, иако тоа изгледа страшно, на денко му изгледа страшно тоа, не е тоа толку страшно, тоа е сепак една политика која треба да ја замени американската, ништо повеќе. И второ, они ќе се обидат да ги затворат слабите дупки внатре во Европската унија, кои се можни за руска пенетрација, разузнавачка и воена. А тоа се Молдавија, Србија, за жал Македонија кој членка на НАТО и Босна. Босна е посебен случај, не знам дали може тоа брзо да го направат, али Македонија е најлесен случај за притисок во таа смисла. И они ќе направат нешто што е притисок на режимот во Македонија да се стабилизира и да исфункционира на предвидливата линија НАТО-Европска унија. Значи тој притисок ВМРО-вците може да го очекуваат од надвор, мојата поента е дека од внатре, од ВМРО, ние не можеме ништо да очекуваме. Притисокот од надвор ќе роди резултат од внатре, а не од внатре оригинално. Тоа е поентата. Например, следете ја пржинската логика. Пржинската логика е таква. Они не го убедуваат повторно Мицковски или претходно Груевски дека Европската унија е добра, дека он греше, ниту ќе прават кампањи во македонското цивилно општество дека ЕУ е добра како порано. Не, они ќе ги нагазат опашките на корупција на власта. Опашката на корупција на премиерот. Таа линија, тоа е линија Србија, Вучич, Орбан. И ќе речат, ако не сакаш да бидеш на црна листа као, тоа се мали држави, не ги притискаат на тој начин. Оваа линија ќе ја прифати. Се дали он тоа ќе ја прифати, дали ќе даде оставка, тоа никого не интересира, меѓутоа ќе ја притиснат на тој начин, дискретно, не мора тоа јавно да биде. И одеднаш ќе видите дека ВМРО-ската гарнитура некоја изјава примила како доволна гаранција, спаси образ, и дека може да тргне со уставни промени под услов ако Бугарија, например, мрдне, дека тие уставни промени ќе ги повлечат со нова иницијатива и ќе ги избришат. Нешто така ќе смислат, ќе збрљаат нешто така. Значи ќе направат уставни промени, но бидејќи стварно е тоа во рамките на рацете на парламентот, може да ги повлечат уставните промени последна недела, со исто гласање, со исто мнозинство. Примерно тоа така нешто ќе збрљаат и ќе речат добро да спасат образ, еве влегуваме во такви промени. Тоа очекувам да се случи на крајот од оваа година, почетокот на другата, со привршување на војната во Украина, кога Европа ќе биде малку послободна овој притисок да го направи на нас. Но ако можам да забележам во изјавите на представници на власта, тие очекуваат притисок, бидејќи станува збор, како што велите, дека сега приемат во ЕУ на некој начин и прашање на безбедност на регионот, дека притисокот нема да биде врз Македонија, туку ќе биде врз Бугарија. Вие говорите за нешто друго, дека ќе се случи нешто овде да бидат притиснати власта за да попушти и да ги направи уставните промени. Ја мислам дека ќе ги притиснат директно нашите без никаква дискусија, бидејќи што има да ја притискаат Бугарија? Што може Бугарија повеќе да направи? Затоа што ќе има интерес Македонија да биде членка во ЕУ, а Бугарија тоа го невозможува, тоа ше логично според власта, притисокот да биде кон Бугарија и таа да даде некакви гаранции за да можеме да продолжиме понатаму. Па види, мислам дека тој официјално го тераат како опција, како не толку јавно. Изјавата на почетокот дека Бугарија е пречка во овој смисла за влез во ЕУ не е точно. Ние имаме сега договор, односно преговарачка рамка со Европската унија.
Бугарија остаја на страна. Ти имаш 25 земји кои стојат за преговарачката рамка, ти со нив имаш проблем. Ти нив треба да ги убедиш дека таа не е добра. Не Бугарија седи и гледа. Од Бугарија максимум добија со изјавата на Радев дека уставните промени се доволни за нив. Они од тамо нема што да очекуваат повеќе, ниту можеме да очекуваме, ниту треба да очекуваме повеќе. Ние имаме наша работа завршиме и да без било каква загроза ни на националниот идентитет на јазик, напротив, тоа е дополнително потврдено, посебно за јазикот чист, националниот идентитет не се споменува воопшто. Према тоа, тука немаме што повеќе да бараме, они немаат, изјавите им се празно вртење. Добро, но имаме стратешко партнерство со САД. Не знам, ќе ни објасните како ќе се движат состојбите со Америка. Беше своевремено битно Америка да стои зад вас у надворешната политика и внатрешната се разбира, бидејќи сме мултиетничко општество, имаме обврски внатре и секогаш биле добре дојдени американците тука. На почетоците на оваа влада беше декларирано дека ние се определуваме кон САД. Дури имаше сомнежи дека ние напуштаме Европската унија како пријател, дека сега САД ни се генерално подобар пријател. Па очекуваме САД да изврши притисок врз ЕУ и врз Бугарија и на тој начин ние да не го лесни патот кон Европската унија. Какви се сега позициите со САД? И какви треба да бидат? И што можеме да очекуваме во новата поставеност со Трамп? Па во нормални услови може да се каже едно, дека ние практично де факто го губиме стратешкото партнерство, не формално, де факто, бидејќи нема никаков ефект тоа повеќе врз нас во еден период, барем додека администрацијата на Трамп функционира. Нашето идентификувањето на ВМРО-вците со американците не е со американската политика, туку со режимот на администрацијата кој сега владее таму. Меѓутоа, тој режим исто ги изневерува нив целосно. Вие знаете дека они склопија стратешко партнерство со Србија моментално, и кое стратешко партнерство води заедно со едни мега коруптивни сделки на фамилијата на Трамп во Белград, во Албанија, Ние сме тука надвор. Они имаат врска исто така со Бугарија по таа линија. Значи, Македонија е во сите линии испрескокана. Токму од нивните главни партнери, а тоа е конкретниот режим на американците. И нема никаков интерес начинот на кој функционира режимот поради неговиот лидер, а тоа е deal-making дипломаси, Македонија да биде атрактивна на никој начин, ни еден начин. Значи може да биде Албанија поради зоната на како ја викаат, пристаништето на југот околу Саранда, или Драч, не знам, Белград или евентуално Црна Гора, немам како ќе биде, али ние на ниеден можен начин. И тоа се гледа де факто во политиката. Према тоа, целата приказна околу тоа функционирање, за жал, морам да кажам, посебно сме на некој начин оставени вака со прстот у уста и зинати помалку, ние што сме традиционално значувани како проамериканска либерална групација во Македонија од 92-а навака. Значи, ние кои ги сведочевме нивното влегување во Македонија воено, разузнавачко 92-а нација, потоа преговорите 2001 со американците практично околу рамковниот договор, па, не знам, подпишување на стратешкото партнерство. Сега во еден момент една здрава политика на Македонија би требала да биде, како што и американците сугерираат, сега еден дел од нашата работа заврши. Големите приказни на внатрешната стабилност, на сечењето на опасноста од србите, односно од Милошевиќ, етаблирањето на Македонија како независна. Сега тирете со Европска унија каде што припаѓате. Истовремено Европската унија се зајакнува, безбедносно, кохерентно. Ние сега дополнително треба тамо да го решаваме проблемот и целата ориентација на дворешната политика треба тој баланс полека да го селиме дополнително према Европската унија, бидејќи сега ни требаат и пари од тамо и дополнителна стабилност со влезот. Наши во обратното, брат. Тензијата е со Европската унија сега отворена
изолацијата од кај нив, непопуларноста од кај нив, подценувањето перманентно од кај нив, бидејќи овие се понижуваат, не знаат што сакаат. И ги обвинуваат, секој изјава е обвинување кон него. И секој извештај е критички извештај, овие не знаат да читаат. Према тоа лоша е, многу е лоша отсуство на немање план, на немање на никакво знаење и способност тоа да се води, застрашува помалку. Не се работи за симпатии, за мене се тие секогаш несимпатични типови, но не се работи сега за несимпатиите, се работи за неспособност да се води. Знаеш, кога те влече и тебе внатре во дупката. Добро, Фрчковски, ова е коалицијска влада на партии. Политичките битки, освен теориите на професори, на интелектуалци, сега веќе нема ни невладини организации, ние немаме ни граѓанство во вистинска смисла на зборот, како што има во нашето соседство, и таа битка треба да ја водат политичките партии. Ние, како да немаме здрава опозиција што ќе се справи со овие проблеми за кои што вие говорите дека е така. Зошто е така? Зошто СДСМ или е наметнато тоа во јавноста, но и резултатите од изборите покажуваат дека СДСМ не е онаа партија во која што барем вие бевте министер во 2 наврати за надворешните внатрешни работи. Или мислите дека е иста таа партија? Како гледате? Знаете што? Објективно. Јас сум бил сведок на ситуации во кои партиите оделе доле до минимум. СДСМ во еден период пред Заев, времето на Шекеринска. ВМРО 2017 и претходно, они беа практично немаа по 3 човека внатре во Рајстагот, во генералштабот да се вртат. Немат идеологија сега или кадрски? Сакам да направам еден вовед да не памтиме како риби само 5 минути, импресионирани од сегашната структура во која владее во СДСМ. Значи, јас бил сведок дека тогаш власта можеше да им го земе името на ВМРО. Никој немаше да мрдне. Или што можеше и да го направи, by the way, не го направи. Значи, практично до нула оделе партиите, до минимално. И се дигале после тоа победи, тоа значајна победи. Према тоа тие се случуваат. Јас сум убеден дека после падот, а гласањето во Македонија е гласање против во главном, ќе дое време опозицијата и ваква СДСМ која критикуваат ќе ја преземе владечката позиција. Тоа не ми е или со коалиција или како ќе биде коалицијата, се не е важно. Тоа околу моето искуство околу македонската политика е недвојбено во таа смисла. Сега, секој има шанси, ако лидерската позиција на една партија се обидува да застане на своји нозе, има шанси. Ја никогаш не сум бил, можел да набројам 1000 ситуации во кои не сум бил задоволен од СДСМ, кои биле личностите тамо, вакво крило, онакво крило. Па не е важно тоа на крајот на криштата. Добро, ја не сум ни член, директно, али не било важно. Важно е дека таа опција нас не овозможува по-нормален живот, по-граѓански живот. Надворешната политика е стабилна на една линија од Глигоров навака, која од Македонија прави значајна држава, а е супер мала, супер небитна и ситна, а е значајна поради таа надворешна политика, таа ја врачаме и таа ситуација создава, условно да кажам, двојно штиклирање дека таа опција секогаш за мене поприфатлива во таа смисла. Лева опција. Разговарај со мене, знаеш дека ќе добиеш критичка ситуација, што е лева опција сега. Ние не можеме да веруваме бланко на СДСМ дека ќе се врати на власт, бидејќи и самите знаете во политиката нема празен простор, ќе излезат нови партии, ќе го преземат гласачкото тело. Сега што ќе добиеме потоа ново, треба пак да анализираме. Ако мислите дека таа идеологија на СДСМ е најдобрата, па не може вие и пар медиуми кои што веќе ги нема да се презентери на либералната демократија и на социјалдемократската идеологија, тие да молчат. Или да се двојат се у две групации и така натаму да тонат. Види, може би е тешко да говорите сега, не знам, може би субјективно ве чепкам, ама сакам да се пообјективно да влезете у шема. Појава на повеќе партии, форет, и тие се појавувале. Од Цилеј, да, имале up and down, тоа апсолутно не може никој да го смени, да го спречи. Промените во СДСМ исто не може да го спречат, но ја мислам дека е тоа сосема окей. Они се во една легитимна позиција, тешка позиција поради
поразот кој го имаа на претходните избори и полека се издигнуваат по сите оценки, ова што можам да го проценам објективно, не пристрасно. Падот на другите, нервозата на други, па можете да процените и нивниот безобразлук во изјавите се израз на таа нервоза на нивните проценки. Друго не ме интересира. Она што е полошо во целата приказна е нешто друго и не се поврзува директно со партиите, туку со граѓанството генерално. Значи, ние имаме една ситуација која во поширок план не е само наша, кај нас се изразува вака што се изразува, а која се вика Јегер ја нарекува хиперполитика. Фаза на хиперполитика. Што значи тоа хиперполитика? Тоа значи дека институциите, партии, синдикати, државна администрација губат на влијание. Значи, опште губат на влијание тие институции. Од друга страна, социјалните мрежи ја развиваат нервозата и поделбите политички дополнително. И луѓето практични политизираат во празно. Не се врзува тоа политизирање и судир во медиумите и во социјалните мрежи со институционална борба и со промени во власта. Тука е настана прекен. Значи, ние политизираме, се мразиме, се тепаме, се расправаме, сами во себе во една ехо соба, но на институциите не им веруваме. Разочарани од едни, разочарани од други, разочарани шарени, разочарани левица, овие ќе станат, оние ќе станат, не знаеме, нетрпеливи сме. Таа ситуација се вика хиперполитика. Политизирање во празно, во основа, како би ја нареклени. Тој систем е нервозен систем. Ние самите сме сведоци на тоа, бидејќи учествуваме во медиите во тие расправи, жестоко се расправаме, поделбите се, човече као да утре ќе се смени светот од тие изјави, такви се жестоки. А истовремено врска немаат со резултат. Уопште нема никаков резултат понатака. Невладините се исто така растурени. И опасноста е тоа дека граѓаните во таа политизација имаат еден впечаток во себе дека ништо не може да се промени де факто. Они го прифаќаат тоа. Ја, например, никогаш не можев да сватам како американците, и сега не можам да разберам, кои беа супер чистунци, како ги викаат србите, за некои прашања. Не дај Боже, као политичар те фатат нешто да со државна картица да си купила афери, миту ово, одма поднесуваш. Одеднаш мега корупцијата, структуралната корупција на режимот ја прифаќаат како нешто со кое живеат. 10 професора одат во Канада, бегаат, не одат во Америка, помината е границата, после која нема враќање. Луѓето го прифаќаат, либералните интелектуалци ја предадоа клучните институции во кои верувавме без борба. 150 универзитета на тоа легнаа. На тие притисоци менуваат силабуси, ги тераат афирмативните акции за црнците, ги укинуваат. Неверојатно. Кај нас се случува нешто слично, не по таа енергија и по таа логика, меѓутоа луѓето прифаќаат дека ова сите лажат, што сега лево, десно, овие крадат, и оние крадат, нешто као подобро да се прилагодиш, отколку да пружиш отпор. Тој момент е токсичен за нас и тој момент се зборува за односот кон опозицијата, што да направи, да стане исто јака, сега не може. Заедно, коалиција, зборам, Левица, СДСМ, не знам што кој, либерали, либерална партија. Тие не можат сега да станат, тоа оди полека. Ако ќе дое времето, они ќе станат доволно силни да направат коалиција да сме на власт. Не може се брзо. Но истовремено, гласачката машина е улер. Таа не ја поддржува. Сега имаме ние една опозиционо жестоко мислење меѓу нас, меѓутоа тоа не се рефлектира во засилување на партиите. И тука има една ситуација која треба да разбереме. Тоа не зависи само од партијата. Мислам, цар Милан да дојде и царица Милица, тоа се Бранко и тие неговите околу, тоа нема да го сменат на брзинка, тоа нема шанси. Тоа, знаеш, доаѓа време. Сега тоа време се обидуваме и се надеваме, морам да кажам се надевам, дека ќе биде кратко, бидејќи овие ја влечат не поради симпатии кон СДСМ или кон ВМРО, туку овие ја влечат државата доле. Тоа кратко време мора тоа да го издржиме со цевче као старите Словени,
дишејќи нели од Дунав, Дикани вукуе. дишејќи на цевче, може да преживееме, да не пропаднеме скрос она. Вас вие се едно кој е опозиција, дека тоа се процеси што ќе се случуваат сами од себе, не е важно дали е Бранко или Заев. Очигледно не е баш така, Нема да ме провоцираш таму, не мислам ја дека е тоа исто, но сакам да кажам дека било кој да дое нема да ја промени работата на начин на кој што очекуваат. Еднашка некој ја промени се и пред тоа. Инаку, ја мислам дека опцијата на Заев, дефинитивно, значи Киро Заев, толку се левичарските политичари означаи. Тоа не е Бранко. Не е Бранко. Заев ги прави работите реално, мислам, надвор од било какви симпатии, дали он зборува добро српско-хрватски или не. Неговите потези на Киро и на Заев се значени за оваа држава. Неговите потези кон НАТО, целата приказна кон човековите права, не заборавате. Значи, Заев има најголем чигор кон ослобаѓање на медиумите и човековите права внатре, со се ЛГБТ, со се све внатре во целиот контекст, потоа, однос во надворешната политика со Преспа, па и ова со Бугарија. Главната мапа оние има завршена. Тоа се работи кои него го влегуваат директно во историја. Друп. Овие може да го мрзат, да го неќат, да го што сака да прават. Оние нема шанса, овие се аматери, тотални аутсайдери. Вие бевте со Бранко и тоаш нешто направивте сега. Бранко е добар за неговата партија, он држи кохеренција во партијата и након ниедна одлука Бранко Црвенковски у живот не донел. Сети се нешто што се врзува за него. Како не? Ајде. Како не? Па прво мултиетничко општество. Прво формирањето на влада со ДУИ. Не, тоа е све. Па вие бевте дел од тоа, па преговорите за албанците вие ги теравте. Да, јас да. Па вие бевте дел од иста влада. Киро да. А го рипате Бранко, Киро е сега. Али не Бранко. Не, па сега јас го знам тоа од внатре, знаеш. Кога преговорите со албанците де факто ги води министерот за внатрешни, што е малку чудно, али добро поради мене, што сум јас таму. Они имаат една добра со мене, имаат многу работи кои МВР им ги завршува и практично Вандерштул, образование, јас сум министерката за образование, двајца советници и ПДП тогаш. У Женева, сите работи околу почетокот. Потоа исто така 2001. Сега не е Бранко, сега е Трајковски, но не е важно, јас и Владо. Али во целата приказна, одлуките ги да речеме ги ставам на хартија јас, ама политичката согласност е на Киро, не на Бранко. Бранко седи заедно со Никола Поповски, со да речеме 2001 во собата во клавирот, заедно со Љупчо Доста и компанија. И сега јас нив ги убедувам дека договорот, овој членот е добар, ова овдека значи тоа, не се секирајте, нема да ни излажат, нели тоа доста скептична, ама и они гледаат и најчесто му препуштија све одговорност на Трајковски, подпиша, бидејќи тоа било лошо за избори, ќе ги изгубили изборите. Логиката на партиска идеја секогаш провлада. Значи, они кохеренцијата на партијата, гласањето, ова, можеби не можеше да му се случи ова дека едни партеници одат лево, десно, таквата дисциплина, Бранко може да ше обезбеди повеќе, може до некои други, но политички, политичка тежина, Киро Заев. До тука сме дојдени. Трајковски врзан за 2001, тие крупни политички столови. И надвор од било какви симпатии кон ликот и делото, ако не ги делите и така натака, тоа се одваја. Проценката е прилично кул. Да завршиме со албанците, албанскиот политички фактор и генерално со, бидејќи исполнате ПДП, се више ПДП не се, но има други големи политички играчи од албанскиот блок, беа фактор за притисок, фактор за изразување генерално на македонската популација за членство кон ЕУ, тоа како да завре. Оваа структура што влезе у власта од албанскиот дел ветуваше дека тоа ќе го забрза, ништо од тоа нема, дуи почна да плива во свој води, свој барања кои што некако ги не чувствуваме дека нагазува на европската интеграција. Што правиме со нив, како те ги обединиме оваа заедничка сила кон туркање на владата и на Македонија кон унијата и кон наш подобар живот, едноставно бидејќи ако не живееме, ние не живеат ни тие добро. Видите, ние нема тоа да го направиме ка албанците, они ќе го направат сами. Таа плурализација секој имало една тензија кај нив од почетокот меѓу ПДП и ДПА, меѓу ПДП и ДПА и ДУИ
предходно, дека некои од македонците, некои тајни служби ги правеле тие политички партии, нивните позиции, они меѓу себе таа риторика ја користат. Меѓутоа во принцип они секогаш сами тоа го прават, дали добро, дали лошо не знам, али сами во договор потоа со нас внатре во коалицијата. Меѓутоа ние немаме такво влијание како што некој пат мислиме дека имаме врз нив и тоа е сосема окей. Дуи имаше еволуција, независно од нивната корупција и од штетата што ја донесува на СДСМ во влада со преголемо коруптивно действување и хаотично можда действување, направија голема штета и врз себе, меѓутоа посебно во СДСМ, и таа СДСМ цена ја плати на изборите. И сега дури дистанца која можеби не е докрај разбирлива кон Дуи заради тоа што има такво искуство со нив во влада. Мислам дека таа линија кон Дуи треба да се релаксира, треба да почне во политиката немате трајни љубови и разводи, него имате интерес и треба да го организирате тој интерес полека. Не можам да ја проценам влен каква е, меѓутоа тоа очигледно се покаже дека е структура која може да преживее. Што значи дека тие балансирања меѓу нив, кај нив таа подела станува реална, не е веќе измислена, они се у политички судир, што е исто така окей, нормално. Меѓутоа, она што мене генерално не ми се допаѓа и не е добро, не е здраво, што владечката ВМРО-вска структура не разбира каква ние држава имаме. Ние немаме држава хомогена и првите ВМРО-вски војводи знаеле подобро од нив каква држава имаат. Како погледнат уставот на Македонската лига од крајот на 19. век, он е порадикален од Охридскиот договор, направен од македонските ВМРО-вски војводи. Према тоа, они знаат, они не смеат да ги провоцираат на начин, глупав начин. Например, ова со полагање на испитите правосуден, сега од еднаш тргаат во судир со правосудниот испит, сега ќе им пуштат, под наводници, сите стручни испити да се полагаат на албански. Прати Бога. Па што правеше проблем со правосудниот испит тогаш, кога сега им пушташ сите стручни испити да бидат на албански? Глупости. Тоа значи дека се нема план. Сакаш само инат да водиш, сакаш да ги понижиш конкретно, па сега кај ќе искочи, ако успеш да ги понижиш, ако не ќе видиме што ќе правиме, после ќе свириме. Истото така со тегнење на Уставен суд, односно на законот за јазици. Законот на јазици има слабости, меѓутоа тие треба поинаку да се решат. И треба поинаку да се решаваат со една добра волја некои точки, согласно изјавите на Венецијанска комисија, ќе ги коригирате, ама тоа се мали точки. Не можете целиот закон да го ставите под прашање. Тоа се го клати, ги понижува на некој начин и они уживаат у тоа. Нивниот политички тој момент на мал фашизам, кога дозволувате вашите луѓе да уживаат у тоа што понижуваат други и се празнат со тоа, ете тоа го прават на овој начин, а овој начин е опасен начин. Тоа не се прави тамо. На ниеден начин тоа ги држува, тоа се некои столбови на нашата мултикултурна заедница. Ние првпат, они не разбираат исто така, дека првпат се наоѓаме у друга ситуација. Не сме ние сега 91, 95, 2001, па и 2001. Сега сме у ситуација дека Косово и Албанија се подобри од нас. Сега они имаат регионална, без некој голем проблем, именување на граници, опција. И они не може да си играат тоа. Ние досега секогаш бевме бољи. И албанските, македонските албанци беа во болја позиција од албанците у Албанија, албанците у Косово, 450.000 колку се, али у болја позиција. Нивните играчи, политичари, исто видливи ко косоварските, па дури и ко албанските. Човече, иста видливост на меѓународен план има. Сега одеднаш не, сега се маргинални. Истовремено ги гњавиш, ги провоцираш, нонстоп, без проблем, без некаква причина и создаваш ризична ситуација за себе. Тоа сега, уклучи го, заедно. Љубиша со оваа приказна на ориентација кон Вучич и кон Орбан, а нивното присуство овде е поддршка на православното население и гап кон албанците. И сега таа приказна еднаш ги провоцираш албанците на собствените корени до сега направени и институции кон нас, од друга страна се ориентираш кон Вучич, една авторитарна будаласта опција која Србија не знае кај ја води и до која допрва ќе се расчистува.
Орбан веќе падна, главните пари од него ги зема во корупција на медиумите и мрежите, собствени 30 на портала и 2-3 телевизии зависат од тие пари. И сега тие се препродаваат у овој хаосов на други луѓе, други купуваат, трети хаос. И сега сето тоа на тапанија ставаш државата. Сопствената држава, тој ризик дека ти си ориентиран во друга опција, суdir со бугарите, провокација кон албанците, ориентација на север. Ало, па ти каде водиш, знаеш ли каде ја водиш држава, човеч? Тоа е тоа. Благодарам. Љубомир Данилов Фрчковски, Македонија на распаќе во новиот геостратешки прогрес или дилеми кои престојат и како ние ќе се снајдеме во ова. Благодарам уште еднаш, професор. Молам да остане.